Добре дојдовте во училница. На часот по македонски јазик. Јас сум уделенски наставник Билјана Наумовска во основното општинско училиште Гоце Делчев, село Јабланица, Струга. Директор Спасоја Батковски. Што ќе учиме денес? Денес, дечиња, ќе учиме описна слика "Пролетта пристигна". Што треба да научите? Односно, кои цели треба да ги постигнете? Учениците треба да се оспособат за опишување, раскажување, да се оспособат да се мотивираат, да се изразуваат усно според слики, да ја воочат разликата меѓу текст и илустрација. 4 годишни времења. Да ги споредиме овие слики. Гледаме едно дрво, различно во сите 4 годишни времења. Првото, дечиња, што гледате? Ајде да ми го опишете. Така, тоа е расцветано со розови цветчиња. Долу е ливадата зелена. Тоа е во годишно време пролет. Дрвото во лето. Какви се лисјата? Зелени се лисјата. Во лето е времето топло. Во есен гледаме дека какви се лисјата. Жолти, црвени, портокалови паѓаат на земјата. Значи, и на последната слика, дрвото е во годишното време зима. Заврнало многу снег и затоа тоа е бело. А вие, децата, сакаате во зима да си играте многу зимски игри со снегот. Ајде да видиме како се облекуваме во зима, есен, пролет, лето. Ајде да ми опишите, дечиња, првата слика. Значи така имаме ракавичиња, капчиња, шалче и едно палто. Зошто вака се облекуваме? Затоа што во зима е ладно. Втората слика, дечињата се есенско облечени. Што гледате? Панталончиња, сукња, кондурчиња, палтенца, значи овие дечиња се облечени есенско. Овдека што гледаме? Така гледате 3 насмевнати дечиња кои што се легнати на една ливада. На очите си ставиле очила за сонце за да се заштитат и гледаме дека некои се со кратки ракави облечени, значи ги слекле палтињата. Ето детенцето ни става и лајк дека може би се играле со топка на ливадата и се многу среќни. На четвртата последна слика гледаме како се облекуваме во лето со шорцеви, маички, капчиња за да се заштитиме од сонцето. На нозете немате ништо, боси сме во лето. Можеме само влечки да си облечеме. Значи, вие го сакате ли летот? Го сакате? Така во лето имаме летен распуст. Некој може би ќе одите на море, некој на езеро, некој на планина, кај дедо и баба. Пролетта пристигна. Зеленеа тревките бучат матни води. Распеано сонче во утрото се роди. Си отиде зимата, се растопи снегот. Илјада кокичиња никнаа на брегот. На што ви личи ова, дечиња? Така, на цвеќе. Цвеќето гледаме дека се бори со снегот, уште не е стопен, а тоа излегло. Ова се вика кокиче. Кокиче е едно од првите пролетни весници. Што гледаме тука? Тука гледаме едно растение со зелена боја, дечиња, се вика кукурек. Значи и тој расте исто во планината, во шумата и ни најавува дека доаѓа годишното време пролет. Ајде да ми опишите оваа слика. Дрво со жолти цветчиња. Ова се вика дрен, ова дрво. Дренот е исто пролетен весник, значи ни најавува дека доаѓа годишното време пролет. Од дренот после ќе имаме плод кој што се вика дренки. А топлото ветренце ни бушави коси. Птиците преселници од југот ги носи. Пролетта ни дојде шарена и цветна. Првата ластовичка ене веќе летна. Што гледаме, дечиња, тука? Пиленца, така птици гледат, птици. Ова е првата ластовичка која што ни дојде од топлите краишта. А ова тука е штркот. Има долги нозе, голем клун,
си направија гнезда или можеби си ги обновија старите гнезда, во нив си снесоа јајца и од нив што после се случува? Во гнездата се изведуваат малечки пиленца. Овие се 4 малечки пиленца кои што се гладни, ги отвориле клунц. Има тоа, ние како што имаме уста, тие си имаат клунчиња и чекаат нивните родители да им донесат храна. А ова е што? Ова е една голема мечка со незините мали мечиња. Мечката се разбуди од зимски сон. Насекаде се слуша црцорот на птиците. Пчелките летаат од цвет на цвет и собираат сладок мед. Што тука сега имаме слика, дрвце, така со бели цветчиња, ова се вика аронија. А вака, под неа сликата како таа изгледа како плод. Во доцна пролет ќе се направи плод. Втората слика имаме што, какви се лисјата? Зелени, цветчињата, бели. Ова се јагоди, токму така, вака тие, како да ми ги опишите, како изгледаат? Бојата нивна е црвена или розева, се многу вкусни. Највкусни се шумските јагоди, дечиња. Од нив можеме така да си јадиме, претходно ќе ги измиеме, се разбира, можеме да си направиме некој мармалат од јагоди. Ова е дечина цреша, расцветала црешата, значи, кога ќе паднат цветчињата, плод добиваме, кој што е многу вкусен за јадење. Сите вие сакате да јадете од овие овошја, меѓутоа можеби некој детенце има алергија и не смее да ги јаде. Овдека имаме мајчина душица. Што е тоа мајчина душица? Ајде да ми кажете, каква боја е? Розева боја, расте во планините, има многу убав мирис, да, и можеме да собереме за да си свариме чајче. Што гледаме овде? Гледаме една многу убава ливада, полна со цветчиња, жолти, зелени ливчиња. Ова растение се вика дечиња јаглика. Исто и од него можеме да си направиме чајче. Сонцето се протега низ лисја и цвеќе. Градината наша трепери од среќа. Пролетта е време кога вашите мајки и баби си прават цветна градина. Некои ги украсуваат балконите, некои дворовите. Значи, што гледаме тука? Гледаме цвекиња. Овие се очиња или темјанушки, џунџулиња и разни цвекиња. Овде на втората слика ова цвекенце се вика бегонија. Црвени цветчиња има така и зелени ливчиња. Што е потребно растенијата да имат? Кои се услови? Значи, мора да ги наводнуваме. А во пролет имаме сонце, кое што му дава топлина и така тие цветаат. За домашна дечиња имате да нацртате и опишете она што ви остави најголем впечаток од денешниот час. Да ја опишете пролета преку цртеж. Ви благодарам за вниманието и ве поздравувам.